Дали кочанските бизнисмени ги држат далеку од очите на јавноста приходите и при профитите и кои компании всушност реално се најуспешните, ќе остане дилема околу која уште долго ќе нагаѓаат граѓаните. Ако се изземаат странските инвестиции, Амфенол, Антура и Пейпермил, локалната конкуренција за најпрофитабилни се сведува на 10-15 фирми, од кои за едни има какви такви податоци за остварени приходи. Меѓутоа, бројките мора секогаш да се земаат со резерва, бидејќи има разни деловни финти со функционирање на повеќе фирми, потоа сестрински фирми, па фирми надвор од државата. Веројатно за многумина представува правокласно изненадување рангирањето на градежната фирма Техком на првото место според обемот на остварени приходи за минатата година, кој изнесува 7,8 милиони евра и добивка од 1,9 милиони евра. Со овој профит во конкуренција на локално ориентираните компании, таа е пред овдешните гиганти од автомобилската, конфекцијската, градежната и преработувачката индустрија. На втората позиција е компанијата на поранешниот градоначалник на Кочани Радко Димитровски, печатницата Европа 92, која лани има остварено приход од 4,4 милиони евра и добивка од нешто помалку од 230.000 евра. Компанијата на актуелниот градоначалник Николчо Илиев, Ината Трейд, која од индустријата и трговијата со текстил, лани остварила приход од 4,2 милиони евра, со профит од близу 120.000 евра. Градежната компанија Делта Холдинг во 2018 година остварила скромна добивка од 28.000 евра или остварен вкупен приход од 1,9 милиони евра. Добивката на екстра фунги изнесува само 50.000 евра, иако и таа реализирала вкупен приход од 1,9 милиони евра. Во групата фирми кои имаат над 1 милион евра приход се уште две градежни компании: Стоименов градба, која во регионот и пошироко е позната по проектите за патна инфраструктура, лани заработила околу 1,5 милиони евра, што и донело добивка од 271.000 евра. Приходот на Делта градба изнесувал 1,4 милиони евра, добивката 95.000 евра. Меѓутоа, за да се добие реална слика за остварените приходи и профити на кочанските фирми, треба да се земаат во предвид и компаниите на Руен, Инокс Автомобил, Алекс, Амор, Офис Експрес и други, но и фактот дека повеќето сопственици имаат по неколку фирми кои го цепкаат вкупниот обем на реализација.